Цената на јагнето годинава се движи од 270 до 280 денари, од бараните 300 денари за килограм од страна на земјоделците. Сточарите велат дека не се задоволни со цена под 5 евра за килограм, но сепак годинава задоволително можеле да се покријат. Како предност плюс за македонските сточари е и тоа што во моментов на пазарите во странство се барало поголемо јагне, односно со околу 25 до 30 килограми тежина, токму како оние кои што ги има во моментов кај нас. Но сепак за развој и зголемување на сточниот фонд требало повисоки откупни цени. Сточарството скрос е на изумирање. Ако не достигне ова цена вака да биде нешто, значи скрос ќе заврши. Мислам дека ќе заврши сточарството. Субвенцијеве немаме. Земено вика џомити во Трезоро биле однесени налозите. Чекамне, вака, така нема субвенција. За која година? За 2025-та. И сточариве не можеме ние како сточари да издржиме. За млеко или за грло? За грло. За млеко има пуштено. За млеко пуштија. Колку е моментално по грло за 2025 субвенцијата? 3000 денари на овца. Сточарите се жалат дека секоја година има се помалку јагниња во Македонија. Субвенциите за 2025 се уште не им биле исплатени, а пазарот секоја година бил неизвесен. Бараат поголема заштита од државата. Кој ќе чува младиве? Никој не чува, нејчи никој. Тоа е завршено во Македонија да чува некој децава млади. Никој нејчи да им се опорит. А ако крена цената да биде јагнето доди кој што треба да е платено, секој ќе се залажи да чуват стока. Млекото е 1 евро од овците лани беше, годинава не знам. Не знам, 55 денари мене за млекото ми понудија млекар. Не да сега 55 денари. Ја да седа да молзам некој да јади за 55 денари, ќе отура на пцине. Тоа е страмото. Страмота ми како? Ќе отурам на пцине. Ова вештачково што го викам ја од прашаци 100 динари е нашето чисто природно 50 денари, 55. Досега биле откупени околу 80% од јагнињата во Македонија и целиот откуп оди за извоз.